Татко. Керко. Значи, толку за јадењево. Многу го. Можам да кажам оти како мајката си. Бог да ја прости, ама ја исто. Ќе биде домакинка од тебе, да знаеш. Така мајка си ќе направиш јадењето, издане, 2 панци ти изеди човек. Убаво. Аџаба, ќе го фатам јас Стамбул. Билки ќе се најде некоја работа тамо. Татко, ти гледаш дека јас сум веќе за мажење? Молчиш, а? А што треба да кажам, Марика? Ако си за мажење, мажи се. Како да се мажам пред татко? Кога си немам направено чеис како што треба. Откога умре мајка, целата работа мене ми остана.
И в куќа, и в поле, и околу стоката. Не можам веќе да те чувам. Најавно би било ти да си го фатиш патот. Најди работа. Сам да се гледаш. Шо мислиш, Маргерко? Јас сакам на твој грб да седам? А? Шо мислиш? Јас сакам ти да ме раниш, нели? Како што гледам, татко, тоа го сакаш. Кога беше мајка жива, од неја чекаше. Сега од мене. Јас треба себе да се гледам. Ајде, оди, ќе ти дадам троа пари. Ти после гледај. Само не знам која работа да ја фатам. Туку, арно велиш ти да ми даеш некоја пара повеќе да јас да гледам таму работа да фатам. Арно? Во Стамбул се тики има некоја работа. Ќе ти дадам толку колку што ти треба до таму, да знаеш. Ама ти веднаш да најдеш работа. Слушај, татко. Јас ќе си приправам нешто руба. И ќе си барам момче за мажење, да знаеш. Арно, Херко. А за мене приклај троа појќа алишта и клај нешто за јадење. А јас кај да ја ќе гледам да го фатам Стамбул. Добар ден, добри човече. Добар ден, старче. Шо работиш? Како? Книги продавам. Книги, а? Книги. Шо книги се ови? Разни книги. Книги за небото, за земјата, книги за здравјето и за болештините. Ја. И која книга ти е за здравје? Еве, оваа книга. Оваа книга ти е за болештините. И шо вели ова? Лечи од секакви болештини. Од секакви болештини. Ја да видам. А оваа книга за еким била? За еким? Колку чини оваа книга? 3 гроши. Ако имаш, и ако не ти е скапо, земи ја. 3 гроши. Ќе ти користи многу. Арно? Абе, 3 гроши. Еве ти. 1, 2, 3. Ајде се здрави. Ајде се здрави.
јас да се изучам оваа книга, па си станам еден неким. Ако некого го заболи грлот, ќе му даеш да се напие од ричино, то ќе го прочисти и грлото ќе му мини. Мајката, мислам да оти за грло болене ричино се дава. Ако човек го заболи срце, ќе му даеш да се напие од ричино, ќе го спотера и ќе оздрави. Ако човек го боли глава, ќе му даеш да се напие од ричино и тоа пак така ќе го... Море мајката, види чудо, на секој... ричино. Она на секоја страна пишува ти најубав лек бил ричино. Овој екимскиот занает не бил многу тежок. Да се сторам јас еден еким, да и лечам луѓето, да им земам пари. Да дај Господ да се разболи некој богат, да му и соберам парите. Ај, белја работа сега. Како да викам Еким? 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 Лечам од разни болести, Еким! Еким! Лечам од разни болести, Еким! 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 Сектаме! Еви кај! Волен е султанот, дајде бега од тука. Еким! Еви кај бе! Ајде да јас. Еким! 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 Еким!
разни болести, Еким! Аман, па и овој Еким. Аман, бе. Се научиле дека сум болен и весь ден околу дворецот ми се врткаат. Еким. Смири се. Смири се. За твојата болештина треба одморање, мир, спиење. Немој да се закалдисуваш. Дошто бе, царице, ти ќе ми кажуваш за мене што треба за мојата болештина. Не сум јас болен, ти ги туку така. Јас сум болен во душата. Имам дед сакалма на душата како некоја жаба да ми легнала и никако не можам да ја иста. Убаво ти вели царицата, чести цар. Смири се. Оти таа жаба многу лесно може душата да те изее. Која жаба, бре? Сега, која жаба? Па таа што ти легнала на срцето, бре, чести царе? Немој да му зборуваш, немој. Немој, ќе му биде уште полошо. Ќе почне да скока тоа жабиштето. И вака ќе му го притисне срцето. Немој да му зборуваш. Која жаба, мори? Па нели ти рече жаба... Доста. Абе ви и двајцата, те сте биле улави. Еким! Еве го пак тој дербат глас, не можам да го слушам. Еким! Да го викнеме, царе, да те види, да те дзирне. Ајде, мори, 100 до сега викнавме, па ништо не ми помогна, та овој ќе ми помогна. Чекай, полека бе, честити царе, полека бе. Абе, да го викнеме овој чести царе. Може би овој не е како другите, може би овој знае. Лечам разни болести, Еким. Слушај, Еким, што знае кој? Ти, штом ти така велиш, ај садри јазме, оди и викни го. Ај, па да видиме што знае. Ај, каде сите турци, тамо и го ласат. Ај, сега. Еким! Ходи, бре! Чекайте, султанот нареди, ајде! Ајде, шо? Ајде, бре! Ајде, лези. Седи тука. Да ти се многу години, четки царе, и да ми ти е долг животот. Нека ми се многу години. А моето здравје се видело, Еким баш. Оти. Не сумарен. Не е арен. Па, сега, ќе видиме што може да се стори, царе. Треба да знаеш, Еким баш, и ваква е работата. Не е тоа болештина како болештина. Душата го боли. Горчина имам на душата. Еве 3 години време веќе не се насмео. 3 години? 3 години. Вели, жаба имал на срцето, го притискало.
Ако царице, за се има лек. Дай да ти ја чуjem живата, честити царе. Ај, Шо бе? Не се слуша ништо. Како бе не се слуша ништо бе? Како? Ба е. Абе. Се слуша, ама не баш толку. Да ти го видам јазикот, честити царе. Да видам, честити царе, шо вели книгава моја. Рицino. Еве. Рицino. Пак рицino. Да видиме шо е ли. Еве го пак. Рицino, царе. Ова е лекот, рицino. Еве, ќе ти дадам да се напиеш од ова. Така ќе те протера, честити царе. Се ќе ти прочисти. И душата ќе ми ти ја прочисти, така ќе ти олесни, да и жабата, вака, цела ќе изфрли надвор. Абе, Екимбаши, јас до сега ваков Еким не бев бил видел, бе. Нема ни да видиш, честити царе. Демек, со рицino ќе ме прочистиш и жабата ќе ми изнесе. Абе, не ли ти реков дека сакалмо имам на душата, бре. Абе, горчина имам и никако не можам да ја изблуем жабата. Ама со ова може, честити царе. Ова така ќе се лизни жабата и дури таму ќе отле. Чекај бе, Екимбаши, абе, не ли бива ти садријазмо да го прегледаш, да му ја ватиш жилата, да му го видиш јазико и да му даеш да пие рицino. Кога ќе го спотера него понадвор, мене де ми изета жабата и може би ќе куртудам. Таков е редот кај нас. Ај, прегледај го прво, садријазмо. Ама, Таков е редот. Редот си е таков тука. Бе, чести царе, шо бе ти? Чекај, зини. Да видам. Абе, зошто да зинам, бре? Абе, кај го има, бе, тоа Екимбаши, само болен, јас да пијам рицino. Дај да ти ја чујам. Абе, чекај ме малку, бе, ти. Не знаеш како сум, чести царе, ако се напијам од рициното, 4 дена од Кенев нема да излезам. Кашкајца ќе се направам. Ајде, зини, ајде. Чекај, бе, тамо, бе. Зини. Немој, не ме давај, чести царе, па немој така. Чекај, бе, па кај се видело тебе да те протера, мене да ме протера, тебе да ти олесне. Таков била редот. Тој стане те исто тој ред. Абе, зини, така рече царот, ти да зиниш, да се напиеш, да тој да се излекува. Не давај, чести царе. Ајде, зини. Така, мели са. Зини ти. Ама зошто ја? Ти треба да зиниш. Ти да зиниш. Ама немој така, чести царе, бе. Ама како ред, чести царе. Чекај ти да умре. Јас одмah ќе се вратам сега. Одмah ќе се вратам, ќе зинам. Ама чекај, чести царе.
Излета жабата, се излекувам. Се излекувам, остај го. Римена е дивна главе. Ева, ајде. Аферим на екипа, кој. Слушај, не сум знаел дека си бил таков екип. Слушај, сега ќе ги соберам сите екими и ќе им кажам што еким си. Нека учат екимски занает од тебе. И сега ќе станеш прв еким кај мене на дворот. Покрај мене ќе седиш, ќе ручеш, ќе си вечераш и кај мене ќе живееш. А, видува? Видува. Како не видува, честити царе? Од ваква убајна. Кој бега, кој не сака ваква убајна? Само имам една молба, цар. Мислам, ако може, ако даеш, да може и кирката да си ја донесам, да и таа да се изнагледа од овие убајни чунки. Многу во животот ми помагаш. Цел живот ме ранеше и гледаше додека јас ги учев овие екимскиве книги. Ако нека ја донес. Гледаш како со смење те излечи екипот, а? Видува. Видува, бе, видува. Може би од Рицино понатаму не знае ништо. Ама знае дека смењето е здравје и за снага и за душа.